Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Јургиевски. Деца бевме, не знае што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Деца бевме, не знае што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Не ме чекај, милице, една ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Не ме чекај, милице, една ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Еден без друг да остариме. Аплаузи се слушаат и од соседните канцеларии, студија и се од Јаничник да. Добре дојдовте во ново издание Никој како. Телевизија филма ставете очила, отвори колешкава. Ама биле модерни. Биле модерни, ама колоритно е. Да. Добро, како и да е, види. Останете глитерни, интересно ќе биде ако сум ја у овие боиве. Нови са и такви. Не, одлична си. Мислиш? Какви има? Башка со цвеката позади одговараш. И да. Нели? Да. А јас со свеќи ме позади. Битно да се одговара сценографијата, така. Океј, ќе биде забавно до самиот крај да го искористиме времето. Имаме двајца прекрасни музичари, односно тројца, другиот придружува таму на синтесајзер, ќе ни кажат нели кој е и се разбира ќе муабетиме и ќе пееме пред се, како што и стартувавме, ај кога имаме нели некој инструмент во студио, сакаме да пееме, и луѓе сакаат да се расположат, нели. Да. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Оди вака, значи Чеда го слушнавме, Чеда Спасик и Денис Димовски прв пат во Никој како, навистина ние, драго, талентирани момци со причина. Чеда, само ќе ни кажеш кој не придружува? Да, денеска со нас е мојот драг колега Трајче Јанев. Трајче, поздрав Трајче, фала на... За задоволството музичко денес. Голем чест да не придружува денес, така? Така. Добри ли сте? Добри. Малку уморни сте, надевам дека не се познава преку камера. Ние сме моментално активни со мајските оперски вечери. И кога вике кажа мајски оперски вечери, кажи како помина отварањето. Вако тоа што го гледавме... беше спектакуларно, како што навистина е голем дел од медиумите го споделија. Навистина е една представа која што една продукција на Риголето, представата од Верди, која што можеби е реткост да се гледа не само во Македонија, туку и во целиот регион. Овде, еве, јас сум имал можности да настапувам и да ги посетам оперските куќи кои што стварно и во Софија, и во Белград, и во Унгарија и така натаму значат нешто на оперската сцена. Апсолутно можам да кажам дека дадовме една
премиера достојна онака за европскиот пазар, онака, за Што значи европските она центри. изјава на директорот дека е Риголето овој пат со сите работи кои што не сме ги виделе никога? Што значи тоа во што Па имаше некако ново? режијата беше доста специфична и така. доста некако природно го ја така, раскажа. процесот, така. Режисерот беше италијанец, не се сеќам точно на името, не е ни важно во моментов, режисерот доста природно, натурално ја раскажа целата приказна, онака ја долови на еден начин на кој што и сценографијата и сите помошни средства, затоа што нели знаеме дека операта е една скапа играчка, апсолутно можностите кои што сега нашата опера и балет, македонска опера и балет ги нуди, апсолутно се на едно ниво кое што генерално можеме да се пофалиме дека сме, ајде да не претерам рамо до рамо, ама сме една конкуренција и се доближуваме до оперските куќи низ европските центри, што е на едно огромно мое задоволство, а се надевам и на нашата верна публика која што постојано доаѓа и можам да кажам дека речиси можеби месец и половина пред самата премиера и отварањето на мајските оперски вечери ние немавме билети, односно веќе се бараше карта повеќе. А што поголем доказ од тоа? Така е, така е. Зборувајќи во професионалниот дел, кога сме кај Денис се уште, јас би се осврнал и на оваа другава кариера што ја имаш. Би го пуштиле, нели, за сега последниот видеоспот, видеозапис. После долго време, така, нешто ново. Да, може да го пуштиме од Денис за секогаш, така. Се наоѓа ли време меѓу опера и меѓу, како да го наречеме, овој поп дел? И други Апсолутно така, значи генерално после настапот во мюзиклот за Тоше и мојата соработка со македонска опера и балет, некако и со дипломирањето и со школувањето на мојот глас некако одлучив повеќе да се насочам кон таа сериозна музика, ајде така да ја наречам. Некако ми стана предизвик од една страна затоа што се таму се случува во живо, оркестарот свири во живо, пејачите пеат во живо и едноставно се бара едно ниво на спремност во кое што ти немаш право на грешка. И некако тоа ми беше предизвик и апсолутно на моје големо задоволство ја уживам целата професија поврзана со оперскиот живот и оперскиот свет. Навистина барам некогаш многу жртва и откажувања и легнување рано кое што никако не можам да го истемпирам за да гласот да биде во добра состојба, али што е тука е, се надевам дека ќе имаме можност. Но ти си некој од ретките кои што, да речеме, меѓу опера и ова популарна музика, нели, се насочува, обично малку сакаат да избегаат во популарна музика, па одговара повеќе, нели, таму има интервју, обожавателки и така натаму, нели. Апсолутно се согласувам и со тој момент, но некако... Да не ме сатат погрешно, сега и во операта има интервјуа и обожавателки, нели, но генерално така, оперската музика и не е направена за да биде комерцијала на пазарот, апсолутно, но сепак имаме една верна публика која што доаѓа и која што постојано е тука на представите. Јас имав можност да настапам како солист во Кармина Бурана, тоа беше моето последно, ајде така да кажам, блеснување на сцената, едно сосема комплицирано соло за пеење, кое што ми се додели да го отпеам и навистина поминав со прекрасни коментари, со суперлативи и така натаму, што ми е мотивација за следната главна улога од Цивилскиот Бербер, која што ја подготувам сега. За настап во странство со кој што треба да дебитирам, но тоа потом не би сега да откривам. Прво нека се случат работите, па живи и здрави, да ќе разговараме. Да. Сега чекаме, имам прашање една, да го вклучиме и Чека ќе го вклучиме сега и он ќе се каже. Ама знаеш како ќе го вклучам? Дали гледаш Евровизија вчера? Ја пропуштив. Ја пропуштив. Поради оправдани причини, поради работни уроски ја пропуштив. А се сеќаваш на детската Евровизија? На детската Евровизија баш се сеќавам и пред емисијата разговаравме, онака ми е пошто навистина Денис се сега нели возрастен дечко и пораснат, така да баш и разговаравме. Тогаш навистина беше многу мал и јас бев уште помал, но така како во маглава има се сеќаваш. Да. 2005-та Евровизијата, детска Евровизија во Белгија и 8 место за Македонија, еден од подобрите пласмани. Пред 20 години. Точно пред 20. Во ноември 2025-та ќе направиме 20 години од настапот на Евровизија. А имаш, да речеме, амбиција тоа сакав да прашам како возрастен на оваа големава Евровизија? Еве, јас вака ќе ви одговорам, ни јас вчера не ја гледав Евровизијата, па како представник на детска Евровизија, што не сум изразил желба да ја гледам оваа возрастна, ама некако не знам се изгуби
Барем Драшта. тоа е сега, да не бидам погрешно сватен, тоа е некое мое индивидуално мислење, некако сметам дека со текот на времето некако се изгуби тој сјајот на квалитетната Повеќе музика, стана визуелно шоу да. отколку музичко шоу. А некако јас повеќе се влечам кон ова музичкото Музиката. шоу и музичките квалитети, па можеби затоа од тука доаѓа тој премин кон операта и затоа што сепак нели операта е третирана како кралица на уметностите. Да, колку имаше Денис кога беше 2005 на Дицка? Па 11 години. 11 години, да. Чија беше таа песна? Сега не потсети не само. Стефан Крстевски беше автор, затоа што во тој момент пропозициите налагаа дека дете треба да ја направи музиката и текстот. Стефан Крстевски, дечкото кој што беше заедно со мене на сцена, беше автор на музиката и на музиката и текстот. Аранжманот е на Борис Шабановски, прилепски музичар, дел од групата Бенхур, заедно со Кристијан Габровски и екипата од тоа време. Да, супер. Какво е твоето искуство од тоа? Само уште во една реченица. Тоа е можеби едно од најубавите искуства. Секогаш се сеќавам онака со адреналин, со пеперутки во стомакот, кога и да ми текне на детска Евровизија. Дружење, забава, преубаво искуство, нешто што е онака спомен кој што е незабораван. 15.000 публика. Не знам дали сега детската Евровизија е уште така пратена како во тоа време, ама тоа беше трета поред детска Евровизија воопшто во светот што се организираше кога настапував јас и некако уште беше се тоа пресно и некако многу еуфорија. Имаше околу детската Евровизија и многу деца го следеа тој настан. Сега можеби некако со социјалниве мрежи малку се променија некои работи, дали за подобро, дали за полошо, секој од своја перспектива, времето ќе си покаже. Ние од друго време викаме на полошо, овие нови викаат подобро, баш е супер. Ќе видиме, ќе си покажат. Че ајде сега да те слушаме малку и ти од другава страна се малце народно повеќе, така, иако нели пееш и забавно и така натаму. Нов спот имаш, ете уште една причина за да се видиме во емисија, па и да го видиме. Така ќе ни кажеш. Ќе го видиме сигурно спотот. Спотот е сниман во Охрид. Ги искористивме убавините на Охрид. Охрид е навистина нешто што ние треба да си го цениме, да си го почитуваме и да си го посетуваме почесто, бидејќи знаеме почесто да излеземе од државата, но секогаш тоа што е наше, не си го почитуваме и ценеме, нели? Охрид нуди многу убавини и сега сме во преговори за уште еден спот да снимаме во Охрид. Има одлични локации, многу неискористени места во Охрид кои верувам дека... Значи ти компилација со охридски спотови ќе правиш, Да, па уште една ќе снимиме во Охрид сигурно. Сигурно ќе снимиме во Охрид. Супер, како се вика песната? Песната се вика Поздрав праќам брате мој. Една убава тема. Текстот го напиша еден од најдобрите наши автори на текстови, Орце Зафировски. Музиката ја направи Сашко Митковски и навистина на моје огромно задоволство имав чест и задоволство да соработувам со еден од најдобрите аранжеристи во нашата држава, тоа е маестро Дамир Мери. Супер. И од сега панатаму верувам дека нашата соработа ќе продолжи бидејќи и Дамир е нешто што навистина треба да се почитува и да се цени во оваа држава. Така е. Настап имате? Настапи. Еве после емисија. Дека после емисија заминуваме на еден настан. Така да настап имаме периодов, сега повеќе работиме на приватни настани. За скоро еден месец заминуваме на една мини турнеја во Милано, па потоа сме во Виена. Преговараме и сме во преговори за една австралиска турнеја, но се уште не е тоа дефинирано, кога ќе има, ќе се објави јавно. Си да знае. И навистина ми е огромно задоволство, баш би сакал да ја посетам Австралија. Супер. Па ќе дојдеш или пред или после, па ќе кажеш, ќе поздравиме овие нашите таму, кои што не гледаат преку YouTube. Па така е. YouTube. Да, многу зборевме. Музика имаме, ја би идам... Пак музика? Може. Па што се изненади, не да се договориме. Може. Ајде. Така е, Денис, ти си наред. Како миксаме, еден збори, друг те. Заборавив други очи, други нежни насмевки. Заборави ме натера да ги фрлам сите слики нејзини, да расчистам со спомени, да ги барам цели ноќи твои
коси да ти спијам, без престан да те љубам, од твојот нежен допир да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да изгубам. И одиме уште еднаш. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да изгубам. Излишно е што и да додадеме. Да, само да се подсетиме како предизвик беше тогаш тајно моја кога беше или кога тебе ти беше доделена Со оглед таа на улога. тоа дека јас сум почнал да пеам со песните на Тоше и генерално Тоше е можеби најголемиот идол од кога јас знам за себе и од кога сум почнал да слушам музика. Понатаму следеле и други изведувачи кои што сум бил под влијание, да речам, како на пример Павароти, како Елвис Присли, Фреди Меркјури и така натаму, но генерално Тоше е онака моментот кога јас сум сватил дека јас сакам да пеам, сакам да се занимавам со ова во животот и навистина беше една преголема одговорност за мене пред се, преку ликот на Филип, така се вика во мюзиклот, ама генерално преку тој лик на Филип, на името Филип, го глумев онака животот и сите случувања кои што може би беа помалку познати за пошироката јавност и генерално еден преубав проект со преубави спомени заедно со Антонија Гиговска, која што ми беше девојка, партнерка и како девојка во самиот мюзикал и приказната, луѓето кои што дошле на представа на тие 12 изведби кои што ги дадовме, веќе претпоставам се сеќаваат, имаше многу и забавни моменти, и смеењено и многу солзи, беше измешани емоции и луѓето навистина беа воодушевени од целиот тој проект. Дали ќе имаме можност повторно да го видиме на... Би пеел ли повторно ако тајно му е? Апсолутно, мислам, со најголемо задоволство. Се надевам дека, дај Боже, ќе имаме можност да повторно се постави тоа на сцената на МОП. Па веројатно ќе се актуализира со оглед на тоа дека се подготвува и филм, во најава, и серија, нели, по дефолт, и шоу музичко нешто се зборува со името на Тоше Проески за таленти и така натаму, така што верувам во тој пакет би влегол, зашто да не, мислам, тоа е воопшто идол беше на сите. Апсолутно. И на Чеде, и на сите оние кои што се занимаваат некако со музика, нели, и сакаат да бидат пејачи, и навистина фали. Затоа што беше некако ветер во грб, што викаме, за сите, нели, да се огледаат како да се не само тоа, туку јас викам дека беше еден од најдобрите машки вокали што можеби на светскиот пазар некогаш се појавил. И со сите негови капацитети стилски да игра со гласот, дали пее македонска народна музика, дали пее исто беше школуван оперски пејач, значи исто имаме доста снимки од периодот кога студирал на нашиот факултет за музичка уметност, кога го слушаме и опера како пее, кога го слушаме во неговиот репертоар и се тоа е кога го слушаме кавери на други песни и се е тоа на едно ниво превисоко за за еден Вака пејач. спонтано ќе преминам на прашањето. Со која историска личност се поистоветуваш? Или Тешко. ти е некако, нели? Идол. Не мора толку далечна историја. Така, значи генерално не би сакал да бидам погрешно сватен дека би се поистоветувал, но едноставно на различно. најголема почит од оперските пејачи кои што јас ги слушам, од тенорите, затоа што јас сум тенор, генерално имам кон Павароти, тоа е еден вонсериски талент, мислам уште еднаш да потенцирам да не излезе од контекст, дека сакам да се поистоветувам апсолутно, зборуваме за еден од најголемите музички таленти на сите времења. Да стигнеш до нели. Но генерално да неговата кариера и начинот на кој што тој застануваше на сцена и ја правеше таа магија да публиката од другата страна се топи од емоции додека тој ја раскажува приказната во операта која што се случува, тоа ми е едноставно начинот на кој што тој функционираше на сцената, ете така да се изразам. Така. Јас ќе се навратам на нашата бранша малку во фолк музиката.
Ние навистина имаме доајени на македонската песна кои навистина треба да ги почитуваме. Еден од најдобрите доајени на македонската песна е нашиот Никола Бадев, од кој навистина имаме доста да научиме. Кој ни остави многу за нас помладите генерации и верувам дека барем малку да го фатиме тој правец. Верувам дека ќе се цени она фолкот во право свет. И со ова се согласувам. Да, нормално. Затоа И што убав тие микс песни направивме ми се малку и народно, и забавно, и Да. опера, значи супер. Да. Се да спомнеме и сите да ги спомнеме кои што вредат, нели? Која е вашата особина која не можете да ја поднесете кај себе? Тврдоглавост. Одмах Тврдоглавост, да, и некогаш нетрпеливост за некоја работа, ако треба трпение, некогаш може и И да. што правиш? Што Се јавувам, правам, досаѓам. Може би таа нетрпеливост, па од друга страна прави да ги направам сите можни работи за да го исполнам За да тоа што успее. сакам, да и кога сакам нешто да го направам, дали е тоа вокален предизвик, дали е не знам некоја арија или делница од Севилскиот бербер која што нема да ми оди, па треба малку да сум трпелив да почекам да ја повежбам еднаш, два пати, три пати, пет пати, 10 пати, ама јас малце ќе го убрзам процесот, па можеби побрзо ќе стигнам, можеби од таа страна и позитивно е, подобро, ама да. генерално би сакал да сум потрпелив. Во професионален план навистина сум одговорен, но во приватен живот знам некогаш така да забушавам. Да вистина, да. Не во Што значи професионален. забушавам? Знам да закаснам и тоа катастрофално. Временски снам. Ама на настап никако. На настап не. Кога станува збор за професионален план, Ама не. другари Но може да некогаш ти другарите зачека. кога ќе ме рече да пиеме кафе, Ќе го во испијат 3 18 пати часот, кафето. јас ќе одам во 20. Така. Тоа се веќе две кафиња се ги спиеме. Да, само не тој дојдеш на сегмент кафе, сакам да виж. го поправам кај себе. И во глобална не сум тврдоглав течко. Единствена мана ми е одговорност во приватниот живот, Да, во професионалниот. професионално се одговора. Побрзо ќе одговараме, затоа што За да сакаме имаме повеќе повеќе. прашања Имаме за многу публикава да ве запознае, Да. зашто да не, нели? Многу повеќе и на друг начин од до сега што се дават интервјуа. Добро, вика вака, во кој прилики лажете? Ајде, брз одговор. Само тогаш кога лагата е за добро. Супер, дела. била лага. Добро. Да, ќе се навратам на претходното прашање. Доаѓам, но не доаѓам. Така, видиш како го спои. Кој е вашиот најголем страв? Друштво. Овие вака ме личат едноставно. Најголем страв за еден оперски пејач е вокал крак на делницата премиера. која што е најтешка или не знам, се случува премиера, треба да пееш Севилски бербер и треба да испееш C3 и Да, вокал те крак, фатиш. да. Може да се случи? Им се случувало на најголемите оперски пејачи на сите времиња, вклучително и на Павароти сум слушал. Цела компилација со вокал кракови на премиери, представи кај што луѓето и дебело платиле за да го слушаат, ама едноставно нашиот глас е жив инструмент. Тогаш да. зависи од многу фактори. Читала, не не е знам колку само има вистина, сигурно ќе проучувал повеќе од мене на Павароти, нели таа цела негова. Апсолутно, Да. Дали е вистина дека бил многу голем тремаџија? не само што бил тремаџија, туку преферирал кога има настап или кога пее главна улога во опера, ден, два, три воопшто да не комуницира со никого. Онака се затворал дури и јас знам таа информација дека се облекувал во костимот и дека цел Влегувал ден во или улогата. два дена влегувал во улогата и седел затворен во спратот таму кај што си Како во функционирал, карантин, да, нели? како во карантин неколку веројатно и дена за гласот да и во го- костимот и да, генерално и за да се зачува да речам ајде. Не, супер што сме кратки со одговори. Да. Дошли со Мојот дополнителни да. прашања. Еве јас ќе бидам краток. Страв. Мојот најголем страф е да не погрешам пред луѓето кои ги сакам и ги почитувам. Да. Добро. Да, во право си. Каде и кога бевте најсреќни? Ајде одмah, брзински. Дали тоа беше детска Евровизија или нешто друго, некој друг момент? Ајде. Победата на кастинг шоуто за Тоше. Ајде. Добро. Добро. Чеда? Пеење на еден од нашите фестивали Рософест. Значи сепак со настап повредно. Добро. Највреден предмет што го поседувате. Не мора да биде најскап, него највреден за што ви значи. Вам вредност има. Може и голема. најскап. Да. Обично гледам да не се поврзувам со материјални работи, ама ајде, Некој спомен. не знам, еве нека биде Гран При во Украина, еден таков убав медал кој што го добив. Тоа е голем европски фестивал и Гран При победа. Мојот инструмент, микрофонот, кога ќе го земам, навистина се чувствувам најсреќен. Најсреќен. Да. Што би направиле ако имате неограничени средства, друштво? Па би помогнал на онака загрозени семејства. А за Добро, себе?
За себе? Пошто сите Па не знам, би се хуманитарно. почастил со некое добро патување. Добро. Исто јас би вложил во патување, затоа што мислам дека спомените Тоа се останува. единствено нешто што остануваат на крајот на криштата и нормално, мислам, би помогнал на секој некој што му треба неограничено, па тоа мислам дека Така е. Да се надоврзаме, омилено патување до сега? омилено патување 2023 и работно и како одмор го поврзав едно подолго патување на островот Сирос, каде што настапив во Аполон театарот таму и имав можност да видам неколку дена и на Миконос и тоа можеби ми е вака од последниот период со најубави Тоа е спомени. одлично, кога можеш да си споиш работа со... Омилено патување пред некое време бев во Милано. Милано ми остави така еден преубав траг во мене Не е лошо. и би сакал да се вратам и ќе се вратам сигурно. Има и една скала Има таму. една Не скала прашуваме таму, да, зашто. Денис се посакува. Не прашуваме зошто. Севоски бербер во Миланска скала. О, шубаво е дошло. Ке доеш ке ни кажеш? Тогаш тоа ќе е моментот кај што ќе сум бил најсреќен. Ајде сега, кога сте се расправале на јавно место? Последен пат. И зашто? Ако сте се расправале. До сега бевте фини, да видиме кај не сте биле дека фини. не сум се Правале да со колеги сигурно на настап некој. Аха. Да, тоа да го приметат луѓе и Не. На настап знае така да се намуцули. Како и сите парови онака, Добро. жена како жена, ако нешто направиш онака. Со те девојка кара ми, на јавно најверојатно место? со девојка ми на јавно место имало некоја таква Да? закачка. Да, може да се случи. Може, како не е. Да одминам на пешачки. Добро, го знам, ама се кара. Црвено е, ама не е црвено. Добро. И чекай, само да видам. Дали сте имале некоја љубовна врска што започнала на неочекуван и чуден начин? Јас сум имал љубовна врска, Добро. но Не била чудна? не било чудна, не. Добро. Денис? Девојката за која што сум сега, апсолутно започна непланирано и... Како непланирано? Кажи ми сега на Инста се запознавте? Не се запознавме на Инста. Значи јас бидејќи во моментот додека се уште студирав, постојано патував. Значи јас сум роден во Прилеп и музичката школа која што ја работиме, седиштето е во Прилеп. И викендашки си одев Прилеп Скопје си патував и некоја си карта од автобус ми остана неискористена. Имаме таму група луѓе што патуваме, превоз Прилеп Скопје и така натаму и објавив таму еден пост дека продавам карта која што ми останува, јас као студент нормално секој денар ти е добре дојден. И девојката ми пиша дека и треба карта и така се запознавме и Каква еве девојка? години сме заедно, да. На тој начин се запознавме. Браво! Неате како сега може да си најдете партнерка или партнер. Значи, чувајте картата и Купувајте пишувајте. карти и продавајте. Не е битно зашто, само да се продава. Океј. Ки играме кој сум Ки јас? играме. Или друго сакаш? Не, како. Кој сум јас? Да. Добро. Вака друштво сега. Знаат се. Знаат? Све им Ни објаснам, кажа? само треба да ти Добро. кажат Ајде, кои мисли, ликови. кој да биде Денис? Ни кажувај гласно, мене ќе ми шепнеш. Да. А, не си смислил. Јас имам смисла. Ако смислно кажеш, чека се јас да го погодам. Еве го. Не те слушна фудбала. Кој знаеш? А, окей, готово. Сакаш округло или коцкасто за саца? Не бит. Не бит, Ајде сега коцкасто нека бит. Коцкасто нека биде. Да. Не гледај тамо сега, че да? гледам. Ајде, че да дали смисли ти за Денис? Јас. Шипни, молим те. Аха, Може? Ги видиш, Можа. ги Да. видиш. може. Само, ова е... Опа, не читај. А ти можеш да читаш, ти го кажа. Добро? Мајсторче кога гледа, цела публика гледа. Чекај да Океј, ти кажам само. Да. Ете така. Добро. Да. Денис. А, Денис, ова си ти. Ова сум јас. Добро. А, извини. Мајсторче да види и сите да видат, цела публика. Ајде. Да не види Денис само. Шо направивме? Добра? Готово. Нешто свирна. Нешто свирна. Викам да не треба да се евакуираме. Увели Денис. Ајде.
Чим знаете и ви објаснил Нено, тогаш може да се свртите еден кон друг и почнувате со прашувања. Па може. Како сакате, може и... Значи треба да го погодиш тој што си, така? Да, Ваѓаш. Можете и микс, можете Ајде, поеднаш, почни со прашања ти. Прашувај. Јас ќе одговарам па после. Машко или женско? Машко си. Со да, со да. Со да, со не. Значи машко сум, женско А, сум, машко така сум, прашуваш, така. Да. Значи машко сум. Така? Да. Глумец? Не. Пејач? Да. Народна или забавна музика? Едно прашај. Со да, само и не. Народна музика? Не. Забавна музика? Да. Контра ти смисли. Релативно млад артист или? Не. Значи по возраст. Да. Да. И жив. Жива. Ај малку така да помагам. Има хитови? Многу, да. Претпоставувам. Драган Мијалковски? Да! Уште ќе помагаме малце. Браво! Одлично, Чеда, браво. Ајде Ајде сега. сега јас. Ајде. Машко сум, Да. пејач сум, Не. глумец сум, Па може да кажеме, да? Да, глумеца, глумеца. возрасен, Возраст. Па, жив, Да. македонски, Македонски. Да му помогнеме малце? Па ајде одма ако сакаш да му помогнеме. Стендап води заедно со... Многу му помогна. Многу му помогнал? Ти му кажа. Да. Сашко Едни од Куцев, моите омилени Не, Сашко. ликови, едни од Не, моите другите? омилени ликови од државата. Помлад. а Тино и И? Атанас. Атанас. Атанасовски си. Добро, малку повеќе му помогнавме, нели? Да, да. Па не, ама Ќе беше заглавиме, па ќе биде времето со играта. заради тоа Јас, што за да не заглавиме кате, а музика ни треба секогаш, пееме. пееме, па после ќе видиме што ќе правиме после рекламите. Кој ке пее? Ајде, да може, Може. да, Секогаш. се договоривме 2 со 2, таван, распоредени. Це удри. Muppet Show. Прости ми, што те навреди, за ништо веќе не би погреши. Моите зборови заборави ги, ко да не ни бил кажани. Бакни ме и прегрни ме, ја призна веќе душовината. Дај не мачи ме, ајде прозбори, во нас вева судбината. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Зар некој може да те замени? Ма, браво!
реклами, па се враќаме назад. Ајде. Доеме. Доеме. Не должиме дени само нешто што треба да се каже, споделени и да пееме на Веќе крај. неколку години работам како вокален ментор во нашата музичка школа Матрикс. На почетокот на 2025 имавме победа за Македонија на WAV Contest, тоа е светска организација на фестивали која што организираше надпревар во Македонија и од 16 земји учеснички, мојот ученик Михаил победи со максимални поени, односно освои Гран При. Одлично. Браво! Аплауз себе за Михаил, бевме веќе тука. Да, Во бивме утринска и споделите пееше детето Ете, и супер. Ајде сега ти можеш да Аплаузот уште еднаш за вас двајца, односно тројца. Ви благодариме многу што не удостоивте и уживавме. Ни беше задоволство да знаете, уживаме овакво. Пак да ни дојдеме. Ќе дојдеме обавезно. И мене исто, се надам ќе имаме прилика во блиска иднина. Обавезно. Се гледаме утре. Учи ме, мајко, карај ме, како да ја земам Лилјана, Лилјана мома, убава Лилјана тенка, висока Лилјана сиден, босило Лилјана